Ова се, браќа и сестри, избори во кои што бирате за и против Македонија. Нема трета опција. На овие избори бираме дали ја сакаме Македонија и ја бираме Гордана Силјановска Давкова и коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, или сме против Македонија. А тоа е Стево Пендаровски и коалицијата која што ја предводи СДСМ. Тоа е изборот на овие избори. Стево Пендаровски, човекот кој што е патрон и главниот измеќар на политиките водени од неколкумина кои што се дел од раководството на Демократската унија за интеграција на чело со Али Ахмети. Главен измеќар и подизведувач на политиките на ДУИ е Стево Пендаровски. А кои се политиките на ДУИ, браќи и сестри? Тие се опишани со само 3 збора. Како до сега. И уште 2 работи кои што се многу значени за Стево Пендаровски да останат запомнети, да не се заборават, а тоа се првата и најзначајна. А тоа е дека според Стево Пендаровски Гоце Делчев бил бугар. И втората многу важна работа. А тоа е дека ако не бил избран за председател, тогаш Стево ќе се иселел од Македонија. Ајде да му помогнеме на 24 април да почне со пакувањето на куферите и на 8 мај да се исели. А од другата страна ја имате Гордана Силјановска Давкова. Професорка, жена, професорка која што изминативе 4 години, заедно со уште 43 други титани од коалицијата, останаа стамени, цврсти на ставот дека нема попуштање и нема прифаќање на бугарскиот диктат. За да не се срамат граѓаните од кои што го црпиме легитимитетот. Вие сте суверен на нашиот легитимитет. Вие сте тие кои ни давате легитимитет и кои што ни го зимате, ако ние не ја оправдаме вашата доверба. Изминативе 4 години, 44 во македонскиот парламент, дел од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН покажа и докажа дека зборот е збор и дека нема поместување и нема прифаќање на бугарскиот диктат и целосна, тотална одбрана на македонскиот идентитет и интересите на граѓаните и македонската држава. Една од нив беше Гордана Силјановска Давкова. Драги пријатели, да се обединиме како никогаш досега. Да застанеме околу двата столба кои што се многу важни за овие избори. А тоа се идниот председател Гордана Силјановска Давкова и идната влада формирана од коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. Најголемата коалиција во историјата на Македонија. За тоа ни треба масовност, огромна излезност. Најпрви на 24 април да ја направиме Македонија горда повторно, а потоа и на 8 мај да ја направиме Македонија и горда, ама и твоја, ваша Македонија. Да сте ми живи и здрави, да ни е вечен македонски брод и од Бога благословена нашата Македонија. Ви благодарам. На овој крстопат што си и сакаш светот да го промениш.